Надзорот врз предметите за корупција и контролата во организиран криминал кој го нареди државниот обвинител Љупчо Куцевски е само доказ дека обвинителството не работело ништо. Тоа е најинертната институција во државата, вака поранишниот антикорупционер Воислав Зафировски ги оценува последните соопштенија на првиот човек на обвинителството. Недопустливо е јавното обвинителство да не ги зема како приоритетни или да не ги рачуна како приоритетни предметите кои се однесуваат на корупцијски скандали, предметите кои се од сферата на организираниот криминал. И апсолутно само уште еден доказ дека јавното обвинителство не си ја врши својата функција како што тоа очекуваат граѓаните. Куцевски со две соопштенија им нареди на обвинителите да стават приоритет на истрагите за корупција, да ги запазеле роковите, патем тоа им е законска обврска и им направи водреден надзор во организиран криминал. Сето ова е и работа на обвинителството, забележува Зафировски. Тој вели дека не е ни чудно што народот нема доверба во судскиот систем. Јавниот обвинител не е избран зашто е убав. Негова основна задача е да гони, потенцира поранишниот антикорупционер. Што чека, дали има потреба воопшто некој да им кажи која е нивната работа? Ниту обрнувале внимание на сериозните предмети, ниту обрнувале внимание на предметите кои се од јавен интерес, за кои и јавноста е живо заинтересирана. Големи корупцијски скандали во кои главните актери се функционери на ДУИ СДСМ или нивни блиски луѓе, а обвинителите се уште спијат. Не постои ниту една постапка против поранешни функционери јавно инволвирани во коруптивни случаи, а никој не покренал ниту едно обвинение против нив. Последно, државниот обвинител наместо да се занимава со гонење на криминал, тој води војна со неговите колеги неистомисленици, кај кои не пројдоа заканите и притисоците врз нив. Таков е случајот со вишиот обвинител Јове Цветановски, кој одлучи организиран криминал да ја продолжи истрагата за бонусите на СЈО, но истовремено заработи или пак го казнија со дисциплинска. Се уште е нејасно што представува дисциплинската, бидејќи пред Цветановски да ја донесе одлуката за бонусите, тој јавно обвини дека се соочува со притисоци и закани. Преку шефот на висшето обвинителство, Куцевски го предупредувал Цветановски да внимава со одлуката, дали некој треба кривично да одговара за делењето на 4,6 милиони евра на специјалните обвинители кои што ги плати народот. Имено, Македонија изминативе години тоне во корупција и криминал според сите извештаи на Европската комисија. Смената на владеачката гарнитура овој пат не донесе нов државен обвинител по теркот на изминатите влади. Познавачите говорат дека Куцевски не ја искористил шансата да покаже вистинска борба со корупцијата.